Прашање до премиерот околу спорот за името. Пред 2 дена имаше средба на министрите за надворешни работи во Охрид и се спомна временска рамка. На што се мисли со тоа временска рамка и исто така би сакала да прашам за иридентизмот кој повторно се спомна. Министерот за надворешни работи на Грција кажа дека се работи на ова тешко прашање, како што го нарече. Од друга страна пак министерот за надворешни работи Димитров на некој начин внесе и реципроцитет која кажа дека работните групи работат буквално на отстранување на иридентизмот на двете страни. Ме интересира што во моментот за Грција представува иридентизам и обратно. И уште едно прашање ќе ве замолам. Во серијата прашање Александар Сител. Не, јас со снимателот комуницирам. Простете. Да додадам. Значи, да додадам на ова прашање, беше кажано дека дел од точките или пак дел од прашањите беа решени и дел не беа решени. Кои се овие прашања што веќе се решени? Добро. И кои не? Благодарам. Секако почнуваме со нешто кое што е веројатно една од најактуелните теми во Република Македонија. Имаме напредок во преговарачкиот процес. Јас сум среќен поради тоа и верувам дека е основна причина за оптимизмот кој што продолжуваме да го негуваме околу оваа прашање. Уште еднаш ќе напоменам, знаете дека се разговара на 7 точки од прилика. Тоа се името, опсегот на употребата, јазикот, националите или граѓанството внатре, кодовите, иридентизмот и начинот на неексклузивноста на употребата на македонско потекло. Мислам дека се токму тие. Точно е дека поголем дел од работите се решени и тоа ми дава право за да верувам дека има исчекор, но треба да знаете и вие, граѓаните, дека сето тоа дури и што е решено е условно. Може да се смета дека е договорено само ако има конечен договор. Зошто го направивме тоа? За да имаме начин на пропулзивност, односно успешност во преговарачкиот процес како чекориме кон конечно изнаоѓање на решението. Ваквото поставување на проблемите по точки не доведе да можеме слободно да разговараме со најискрени намери, кои се нашите резерви и маки, кои се нашите предности, истовремено и на грчката страна нивните резерви, предности, проблеми и слично. Така да пенетриравме во делот на решавањето на точки по точки и можам без да доведам до можност да влијаем некако негативно на самиот процес и да оставам трага која што би била спротиставена или конвергентна, односно спротивна на можноста да се дојде и до решение на она кое што не е решено, би кажал само дека не е решен опсегот и не е решено конечно името за меѓународна употреба. Многу сме блиску, кое што би требало да биде и потврдено во делот на идентитетот и во делот на националити и на јазикот. Значи, поприлично мислам дека сме пред решение за овие прашања. Другите прашања генерално се апсолвирани и овде се отвара прашањето за идентизмот. Веројатно, тоа што се уште е на маса, грчката страна навистина сака од нас потврда, а ние немаме проблем со тоа. Веројатно треба да ги знајдеме формулациите, дека немаме територијални претензии, дека немаме намера да ја повредиме границата, која што не разграничува, и дека немаме намера да се мешаме во херитидж или на наследството на Грција, истовремено и тие во нашето наследство. Верувам дека тие не се суштини кои што би довеле до проблем, треба да се изнедат механизми како тоа да се реши. И секако понекогаш се спомнува, иако со амандманот 2 од Уставот е веќе покријан членот 49 од Уставот, понекогаш се спомнува дека кај нив се уште отворена дебата. А тоа е грижата на Република Македонија за нашите граѓани во соседството, културните придобивки и слично, кое што се однесува, иако не е до крај и прецизирано. Ние немаме навистина нешто скриено, нешто кое би ни било проблем околу ова прашање, веројатно треба да ги знајдеме само формулациите, да ги потврдиме. Значи Македонија нема намера да се меша во
наследството на соседните земји, така и на Грција. Нема намера да има територијални претензии према Грција, нема намера да ги повредува границите. Ние впрочем сакаме да ги отвориме тие граници со нашето пристапување кон Европската унија и сакаме да градиме пријателство од секој аспект и тоа го потврдуваме со сите наши изјави дека сакаме и практично, не само фигуративно, да го отстраниме секоја можност на било какво сомневање за евентуален иредентизам. Кога се зборува за делот на евентуалната временска рамка на решавањето, прашањето се отвара во делот на што ако не е до крај се заокружено, а Советот на Европа во јуни треба да носи одлука, дај Боже, така се надеваме, за добивање на датум за преговори. Ако продолжиме со реформскиот процес успешно, како што тоа го очекуваме, и тогаш се дефинираат рамките. Зошто Македонија треба да има референдум? Пример, кога би бил тој референдум? Дали е врзан сега при евентуално постигање на договорот и веднаш да се реализира, знаејќи дека ни треба 40 дена за референдум, поклопено со роковите на одлуките, тогаш се разговара веќе за временска рамка, или референдумот би останал на самиот крај пред нашето конечно влегување во НАТО, или дури пред нашето конечно влегување и во Европската унија, која што е конечната цел која што сакаме да ја постигнеме со полноправното членство и во НАТО и во Европската унија. Кога се разговара за временски рамки, се разговара токму во тие правци, ако постигнеме договор, се надеваме дека ќе постигнеме договор, веднаш ќе не прашате и вие новинарите, а со тоа и граѓаните, добро, ама како тоа ќе го изведете? Кога тоа ќе го спроведете, дали тоа ќе влијае на добивањето позитивен сигнал и поддршка од Грција во одлуките на Советот на Европа и слично. Така да тие се одговорите на прашањата. Одиме со следниот сет 3 прашања. Зоран Ќука, Слободна Европа. Господине премиер, рековте опсегот на употреба. Грците инсистираат на ерга омнес, а вие сега рековте разговараме за меѓународно име. Дали тоа значи дека ерга омнес веќе не е во игра, или пак ако е во игра, дали значи етапно решавање на ова прашање? Уште едно. Дали имаме уште Толку од мене се. Уште едно прашање, повелете. Господине премиер, спомнавте идентитетот повторно се наоѓа на маса, а во првиот дел спомнавте дека станува збор за националноста како би се пишувала во најверојатно пасошите или за меѓународна употреба. Националити, поточно. Добро. Што е сегментот во идентитетот и дали тие инсистираат можеби на тоа да не постои македонски идентитет? Благодарам на прашањето. Јас сум среќен што имат разбирање за вакви чувствителни прашања. Тоа е прашање на чувство, на осет. И грчката страна има разбирање за ова работа. И рете тоа да го потврдам заради тоа што тоа е еден од првите позитивни моменти кои што се појавија. Ниту премиерот Ципрас, ниту министерот Коцијас, кој што се случува во преговорите, Ципрас со мене во Давос, а неколку пати Коцијас, ти имат разбирање за идентитетот. Идентитетот е чувство и не алудираат на промена на идентитетските прашања. Националите е државјанство или citizenship, како да го дефинираме. Во Република Македонија знаете дека имаме граѓани на Република Македонија од повеќе етнички заедници и државјанството е согласно новото име кое што ќе биде за меѓународна употреба кроз веројатно Маседонија. Значи би било веројатно граѓани на Северна, Горна, Вардарска или слично. Тоа што ќе го одлучиме кроз Маседонија, веројатно тоа што се разговара. Јас очекувам да бидат потврдени прашањата кои што се веќе и опишани во графите на обидените јазици, како што е македонскиот јазик, со тоа што апсолутно сме спремни да ги отклониме сите нивни резерви за некакво алудирање во наследство или слично, заради тоа што немаме намера со потврда на нашиот уставен јазик, македонскиот јазик, да навлегуваме во наследството на Грција. Во делот на опсегот на употребата, секако тоа е едно од нерешените прашања и затоа според поновите грчки ставови, а тоа е барем од која е оваа влада, се бара ерга омнес да биде сватено и плюс за домашна или внатрешна употреба. Тоа за нас е ново и веројатно е предизвикано од сите овие реакции кои што грчката страна ги имаше во минатото, како провокации на некој начин, тие така ги спомнуваа. И од тука произлезе дека барат ерга омнес да значи плюс дополнително и за домашна употреба. Ние мислиме дека треба да се разграничи што е тоа за меѓународна употреба, што е тоа за домашна употреба. Навистина домашната употреба нема никакво влијание врз Грција, нема никакви рефлексии врз Грција. И убедувајќи се овде со креативност, со аргументации, со се,
продолжуваме во разговорите и тука е прашањето кое што не е решено и тоа е поприлично тешко и комплицирано прашање. Секако ние водиме грижа што е тоа важно и за Грција, односно не само за власта, за опозицијата, за граѓаните. Треба да имаме разбирање заради тоа што на крајот можеме ние да се спогодиме, да се договориме, дури и на премиерско ниво или на министерско ниво, но сето тоа мора да помине низ институциите на системот, и во грчкиот парламент, и во нашиот парламент, како ратификација на договорите. И убеден сум дека ако бидеме доволно внимателни, ако бидеме доволно пријателски настроени и доволно пред се креативни, ќе изнајдеме вакво решение. Ние мислиме дека прашањето кое што Грција го има со нашето уставно име е прашањето за името и начинот на употребата. Ставот кој што го објаснив и обелоденив и беше сватен како еден исчекор, а тоа е дека за мене како премиер и за владата е прифатливо име со географска одредница за меѓународна употреба е и текако од помош на преговарачкиот процес, но треба да се знае дека ние разграничуваме нешто кое што е факт. Точно е од таа историска Македонија дека постои егејски дел, односно во Грција, или постои Пирински дел, тоа е делот во Бугарија, и постои нашиот дел, кој што е северен, вардарски, во учебниците сме го училе, или горен дел, или Република Македонија во заграда Скопје, или нешто што географски треба да го разграничиме, тоа е факт. И не треба да бегаме ние од фактите. Ако искрено сакаме да изнајдеме решение. Затоа е поразлично од било кога. Затоа сме отворени да разговараме со желба и со оптимизам дека дури и ќе успееме во оваа прашање. Преговарале многу влади позади нас. И затоа сме вака транспарентни, заради тоа што немаме што да криеме. А болката ни е иста, дали е тоа во срцето и душата на Заев, на Мицковски, на Али Ахмети, на било кој од политичарите, на крајот на граѓаните на Македонија. Нас не боли нашето чувство кој сме. И тоа мора да го сочуваме. И нас не боли дали ќе бидеме достоинствен и еднаков партнер или ќе бидеме обезчестен, омаловажен, со помалку достоинствен партнер. Тоа е важно. И јас сум среќен што грчката страна води грижа за тоа. И редот е ние да водиме грижа за нивната страна, заради тоа што и нивното мнозинство во парламентот е кревко. Јас би посакувал на вистина и опозицијата таму да даде поддршка на тоа решение, и за нас е гаранција дека никој нема да го доведе и во иднина во прашање. А ако го решиме, да е вековно да го решиме. Оти ќе дојдат перспективи, ќе дојдат нови аспекти кои што ќе треба да ги решаваме. Македонија со Грција има многу билатерални договори кои што треба да ги потпише, да ослободи текови на економски активности, пропулзивност на граѓаните и соработките од секој аспект. Тука ќе треба да се посветиме во иднина. Ако повторно оставиме нешто отворено, сето тоа некако ќе ни се рефлектира во идните посакувани перспективи кои што ќе сакаме да бидат унапредување комплетно на билатералните односи со Грција. Колеги, дали имаме прашања на темава, да ја заокружиме темава и да преминеме на некои други теми? Ако и на темата, повелете. Весна вечер. Премиер е голем оптимист за решение на спорот со името, што е добро. Меѓутоа, во контекст на тоа, ние покажавме гест на добра волја, го сменивме името на аеродромот, го сменивме името на автопатот. Кажете ни што направи Грција до сега да го покаже тој гест на добра волја. И второто прашање во контекст на вашиот оптимизам, кога може да очекуваме повторно да ве видиме со Ципрас? Како кога? Со Ципрас. Благодарам на прашањата. За нас се значајни отстапките кои што Грција ги доби заради тоа што има директна рефлексија врз граѓаните. Блокирањето кое што го имавме во втората фаза на согласно договорот за асоциација и стабилизација кој што Македонија го има подпишано, ако не се лажам, 2001 година, од блокирањето значи отварање на нови структурни фондови, отварање на нови механизми кои што ќе имат рефлексија директно кај граѓаните. Има предности од членството во Јадранско-јонската група. До сега бевме изолирани, а припаѓаме по природен пат и таму бевме изблокирани. Грција го ослободија токму и тој правец и веќе почна активности во Грција за изнаоѓање на буџетски средства да се доправи патот и граничниот премин Маркова нога во Преспанскиот регион. За граѓаните од Преспа тоа значи и нов промет на Јаболката, значи и нов проток на патници и можност за развој на туризмот со грчки туристи овде, да се врати животот и на Преспанското езеро и раздвижување на целиот овој регион. И овие се значајни отстапки за нас. Веројатно нашите се посериозно, се наши, ама и за нив се
веројатно многу сериозни, оти ги направија како отстапки, а досега биле фиксирани во ваквите позиции. И јас верувам дека тие отстапки навистина се една од причините зашто позитивно се движиме. Јас сум секако оптимист поради многу работи, дел кажав како напредуваме по точките, но сум и оптимист и заради овие работи, оти која рековме дека ние сме подготвени преку овие отстапки и во делот на аеродромот, и во делот на автопатот, и во делот на јавното соопштување за географската одредница и слично, добивме од нив подготвеност веднаш да направат отстапки. И сега во разговорите, дури и кога одиме, една работа треба да знаат граѓаните. Значи, во најмала рака повеќе непријателство со Грција нема да се повтори. Дај Боже да го решиме проблемот. Јас играм 99% на таа карта, затоа што ни треба. И на нас, а им треба и на грците. И за Грција добро да се реши проблемот. Ако евентуално не се реши, веројатно после 2-3 месеци пак ќе продолжи. После 5-6 месеци пак ќе продолжи. Не го затвараме прашањето. Си ветивме прво како премиери дека ни е должност да градиме пријателство, заради тоа што само така добро ќе им служиме на граѓаните. Премиерот Ципрас е многу директен, многу отворен и многу пријателски настроен. Во тој дел, и тој е политичар, излегува пред институциите, излегува пред граѓаните и не можам јас да не го земам тој аспект во предвид кога разговарам со него, заради тоа што и тој го зема аспектот дека разговара со мене. Пример, на прашањето кога бара уставна промена во Македонија, заради внатрешна употреба дури и на името, тој веднаш надополнува дека е свесен дека треба 2/3 и дека е свесен дека во Македонија нема поддршка за тоа. Но истовремено сака да најде начин како тоа да го објасни во Грција и како тоа во иднина ќе се рефлектира. Оти ние имавме времена спогодба како бивша или поранешна република, Југословенска република Македонија, и не беше разграничено кога се употребува Република Македонија, кога во меѓународен план се употребува ФИРОМ или поранешна Југословенска република Македонија. Со овој договор ова мора да биде разграничено и ние сме подготвени да разграничиме што е меѓународна употреба, на што е дома. Но не боли кога поголемиот сосед ќе ни влезе во дневната соба и ќе каже ти ќе се викаш така, сопругата ќе се вика така, тоа е за дома. И тоа е проблем. Исто како Турција сега, како поголем сосед на Грција да влезе. И знаете, Швајцарија е конфедерацијо Хелветика по устав. А е Швајцарија за целиот свет. Хеленик Републик е по устав. Веројатно Грција, сите ја знаеме како Република Грција. Или Дојчланд, Алеманија, Германија. Има работи кои што се веќе меѓународна пракса. Ако бидеме доволно внимателни и да го изгарантираме сето тоа што е важно за граѓаните од Грција и за власта и за опозицијата, тогаш може да очекуваме и тие да бидат внимателни за нас, што е важно за граѓаните. Достоинството затоа мора да го сочуваме на двете страни, кога зборувам, или идентитетот на двете страни. Мислам, ние немаме претенции да бидеме грци. Ние сме македонци. Не ни смета ако некој се чувствува македонец, а живее во грчкиот дел од таа историска Македонија. Тоа е Грција. И ние го потврдиме дека е Грција. Ние немаме аспирации тоа да биде Македонија, ниту имаме намера да ги правиме повредливи границите или да навлегуваме во тоа што сме го учеле како наследство на Грција, демократијата, пишена и во наши учебници, и во меѓународна демократија, и во многу други вредности на античка Грција или слично. Немаме, ние сакаме да градиме пријателство. Може би некој пат ни се судираат историјата. Ма Заев и Ципра сега историјата да ја дефинират, е честно, тогаш нема решение. Наше е да обезбедиме иднина на сегашните генерации и на идните генерации. Ако бидеме насочени во тој правец и водиме грижа еден за друг, доволно, кога зборуваме еден за друг, тоа значи грчките граѓани за македонските граѓани, македонските граѓани за грчките граѓани преку своите представници, што преговараат, верувам дека може да се најде решението. Ви благодарам, премиере. Гледам дека има уште неколку прашања. Ќе ве замолам во сет прашања да ја заокружиме темава, што значи доколку имаме повеќе од 3, слободно поставете ги, но со овој сет прашања да заокружиме оваа тема и да преминеме на другите теми. Билјана, телевизија 27. Господине премиер, делумно одговоривте, меѓутоа само да прецизираме, дали барањето на Грција, инсистирањето за уставни измени во Македонија е врзано само за нивното инсистирање за ерга омнес имне? Ако се смени името, да се смени и во уставот, или и нешто друго од уставот? И едно прашање, значи, не знам дали е сега времето да го поставам, меѓутоа штом зборуваме за една временска рамка,
во некој начин, значи, си мислиме на тоа дека сме во конечната фаза на преговори. Значи, до сега споменавте референдум, исто така зборувавте и за ратификација на договор. Дали нашата влада е конечно, значи, одлучна, како ќе го заокружи ова прашање, ако ќе има значи, решение на прашањето? Колегата во првиот ред и Александар, четврто прашање. Прашање до премиерот Заев, дали е се уште во игра опцијата име без превод на англиски и на другите јазици, и за вице-премиерот Османи, дали вие како владин партнер имате став околу една таква опција? Може и на албански да ми. Господине Заев, ме интересира референдумот на какво прашање би се поставил. Дали би се поставило прашање дали граѓаните би го одобриле името кое што вие би го договориле заедно со тој цел сет, и што во ситуација ако не помине референдумот? Јас верувам вие сте оптимист, ке ми кажете, јас сигурен сум дека ќе помине, но како влада верувам антиципирате и се подготвувате и за другата ситуација со оглед на тоа што треба и сериозна бројка на луѓе да излезат на тој референдум да гласат. Вие имате искуство и со пропаднати референдуми и ние како држава. Што во таква ситуација? Ви благодарам. Ви благодарам на сите. Ќе се обидам да ги сумирам сите 4 прашања. Првото се однесуваше на микрофонот. Ви благодарам. Ќе се обидам да ги сумирам сите 4 прашања пред да преминеме на одговорите, и како што реков, ова е последна група прашања од оваа тема. Првото прашање беше инсистирањето Грција ерга омнес, второто прашање се однесуваше на временската рамка и на референдумот, третото прашање дали се уште не е прифатливо име, дали воопшто не е прифатливо име без превод. Ова прашање беше поставено и до премиерот Заев и до вице-премиерот Османи, и последното повторно беше во насока на референдумот. Премиере, повелете. Еве да почнам прво јас. Во делот на Уставот барат ерга омнес со промена на уставното име во Уставот, и при тоа велат дека заради тоа им се потребни дополнителни гаранции. И ако добро анализирате ова реченица, дава мегдан да се изнаоѓаат решенија. Дали во делот на гаранциите, дали во делот на внатрешната употреба, и тука сме насочени да видиме во суштина како тоа ние можеме да ја разбереме грчката страна, да најдеме решенија, а нашето достоинство да не биде погасено. Тоа е во суштина. Во делот на референдумот, прво не знаеме дали ќе биде сега, дали ќе биде пред влезот во НАТО, дали ќе биде пред влезот во Европската унија. Зошто? Се зависи од контурите на договорот. Оти ние сме должни да знаеме дека сето тоа што ќе биде договорено од двете страни ќе биде изреализирано. Може да се случи ние додиме до крај да изреализираме, грчката страна сепак 35 поглавја се, конечна одлука за ЕУ, години се пред нас, но секако нема да биде тоа како греда на сопнување, сигурно ќе го договориме заедно како да биде. Дали е се уште опција за непреведливоста на името, кој што беше поставено прашање, не би дал одговор, мислам дека влијае на преговорите ако дадам одговор. Во делот како би било формулирано прашањето, реално сме многу далеко, не сме размислувале како би се формулирало тоа прашање, заради тоа што реков, јас би седнал и би организирал референдум заедно со опозицијата и заедно со сите политички партии во Македонија, не само двете најголеми политички партии, и ние тежнееме кон решение. И што ако не помине референдумот, секако дека ќе дадам одговор, се надевам дека кога владата почнува да организира референдум е со цел да не помине референдумот, но на крајот конечен е граѓанинот со својот глас. Како ќе одлучат граѓаните, тоа ќе биде конечно. Оти на крајот дури и тоа што Никола Димитров го договара со Никос Коцијас или Заев со Ципрас е само алатка во раците на граѓаните. Понатаму е алатката која што е институционална, тоа се вика парламент, и на крајот се граѓаните. И од тој аспект треба да знаете дека Република Македонија работи на ова многу важно прашање. Од ова прашање, да, е потврдување на нашата држава, нашата стабилност, нашата безбедност, нашата иднина, но ова прашање е економијата. Охрабрувањето на домашните и странските инвеститори. И паралелно работиме, гледате на реформите. Значи, кога не би постоеле Европската унија и НАТО, веројатно ние пак би работеле на реформите. Зошто? Тоа значи унапредување на квалитетот на животот на граѓаните. Но ја слушате и овие денови и богатата економска агенда која што имаме.
Ние ќе продолжиме по другите правци, по кои што чекориме, надевајќи се дека ќе дојде и друго време, каде што можеме да добиеме поканата за НАТО и датум за преговори со Европската унија. Но тоа друго време и постојаното одложување, 27 години не кошта, една од најсериозните причини и за миграцијата во Македонија, и за дефетизмот, и за, не знам, фрустрацијата кај граѓаните, и на крајот за ниското ниво на квалитет на живот на нашите граѓани во споредба со тоа што сме можеле да имаме до сега. И политичарите мора да го гарантираат тоа во иднина дека ќе биде навистина унапредено, дека ќе имаме конечен исчекор и затоа се надеваме и правиме се по основ на оваа прашање. Така да, една од причините зашто сме за референдум, јас ја кажувам да, веруваме во тоа, но и заради тоа што и ВМРО да помене за референдум. Оти, ако нешто го правиме заедно и е национален интерес, мора да го следиме заедно. ВМРО ДПМН може и сам да организира референдум. Или СДСМ може сам да организира референдум. Но во вакви прашања, ако некој инсистира на одредена работа, дај да бидеме заедно и по прашањето, ако бидеме против сите, ќе бидеме против. Ако бидеме за, да бидеме за сите. И тогаш тоа се поприлично известни и државно ориентирани политики. Јас сум убеден дека Македонија може по крупните прашања, вклучувајќи го и ова прашање, да застане заедно. Така да и во делот на тоа што го прашувате, точно е, ние од СДСМ и коалицијата сме за референдум, ДУИ не е за референдум. И тоа е многу легитимно. Веројатно, ако дојде до тоа прашање, ќе разговараме внатрешно. И е легитимно, ти имат своји аргументи зошто не референдум, ние имаме наши аргументи зошто за референдум. Секако Бујар ќе ги каже и како представник и на ДУИ овде покрај потпредседател на влада, но јас на овие прашања не гледам дека тие се некоја причина за драматургии во коалиции или слично. Многу е често да имаме некои пати различни размислувања, кои ќе извадиме на маса, ајде и видиме предностите, слабостите се и на крајот да го донесеме решението. Тоа го правиме ние во партијата, тоа го правиме и во владата до ден денеска, гледате дека и во парламентот го правиме. Сме имале прашања за кои што 100% не сме гласале сите пратеници. Но на крајот таа е слободата и демократијата за која што се залагаме сите и се надеваме дека ќе има што повеќе и повеќе во Република Македонија. Благодарам премиере, вице-премиер Османи Појлет. Благодарам на прашањето. Прво, две работи кои што го карактеризираат овој процес во последните месеци е транспарентноста и инклузивност. Мислам по однос на транспарентноста, овој настан денеска е без преседан, ваков директен разговор со јавноста во однос на прашањето на името, но и инклузивност. Јас можам да ве убедам дека нема информација во целиот процес на преговори, дури најсензитивните, кои што јас не ја знам, а ја знае премиерот Заев. Или не ја знае господинот Ахмети, па дури и што не ја знае господинот Мицковски или господинот Иванов. Значи, целосно, транспарентен процес, дури и за најсензитивните прашања, бидејќи сметаме дека така се решава ова прашање. Не со криење на информации, да, со внимателност по однос на искажување на ставови пред време, меѓутоа вклучување на сите одлучувачки фактори во земјата. Во однос на конкретното прашање за непредвидливост, јас нема да влезам во тоа, меѓутоа целиот процес внимаваме да го гледаме интересот на сите граѓани на Република Македонија независно од етничката припадност. Во однос на референдумот, значи албанците и ДУИ имаат конструктивна улога во текот на целиот период за решавањето на оваа прашање. Внимателни сме на чувствителноста што ја имаат нашите македонски сограѓани кон оваа прашање и се обидуваме така внимателно да реагираме. Ние на крај би ја прифатиле одлуката на СДСМ за референдум. Меѓутоа укажуваме на некои ризици и тие ги правиме во една конструктивна дебата. Кои се тие ризици? Прво, дека ќе стане дневно политичко прашање. И можеби политичките партии кои што принципиелно се за некои ставови, бидејќи веруваат под притисок на јавното мислење, на дневната политичка борба помеѓу партиите, може да ги сменат ставовите. Второ, референдумите стануваат значи, лесни за влијание од надвор. Ние веќе во Соединетите Американски држави имаме дебата дали изборите биле инфлуенцирани од некои други фактори. Дали Брекзит бил инфлуенциран од некакви фактори. И се плашам дека отвараме поле некоја друга сила да влијае на тие избори. И трето,
дека може да предизвика референдум во Грција, кој што пак дополнително би го комплицирало прашањето. Значи, тие аргументи се обидуваме да ги дадеме како некако интереси на ДУИ или интереси на албанците, туку како објективни размислувања кои би биле ризиците од референдум. Меѓутоа, заради нашиот внимателен пристап кон чувствителноста што го има прашањето, ние апсолутно на крај ќе се согласиме и на таков став на СДСМ за референдум. Меѓутоа, до крај ќе се обидеме да ги убедиме или да разговараме дека има ризици кои што може да ја изместат волјата на граѓаните кон оваа прашање и да ја ризикуваат иднината на државата заради некои други интереси на некои други центри. Благодарам.